Задржам на одговорот на нашата сограѓанка која што анкетираше колешката Тијана, вели да, се случува да шират болести, мајки предвид каде се движат и со што се хранат, но и оние животни кои што имаат свои собственици не секогаш се добро згрижани, токму затоа и во Македонија наутро го ставаме фокусот и на вдомувањето, но и на хуманиот третман и одговорното собствеништво. Каков е ангажманот на охридските активисти во однос на уличните животни? Ја прашуваме колешката Сонја Рилковска во Сечини за нејзе омилената тема. Сонја, имаме тема која што е актуелна, одговорите ги бараме од тебе. Повели. Така е, колеги, добро ви утро од градскиот парк во Охрид. Една болна тема за цела наша држава, а така и за градот Охрид. И кога зборуваме за бездомните животни, секогаш зборуваме со оние кои што се најгласни и кои што се борат за нивните права, а тоа се нашите активисти од градот Охрид. Разговорот ќе го започнам со Маја Ковачевска. Маја, добро ви утро. Ајде, многу пати сме зборувале, но еве и сега да кажеме каква е состојбата во момент. Сонја, и самата знаеш дека состојбата навистина не е добра. Со нашиот активизам од повеќе години на повеќе од 300 домени куќиња, состојбата е, можам да кажам, и полоша. А зошто е тоа така? Тоа е така затоа што дефинитивно законите што некој ги испишал не функционираат на терен. Значи, дури не почнат да делуваат законите, дури не почнат да се пишуваат казни на терен, нема да се среди ситуацијата, затоа што секој ден има нови изфрлени домашни миленици или да речам цели легла изфрлени, за кои што после се грижиме ние, или некој, да речам, што му сметаат, нешто лошо ќе му направи на тие куќиња, значи никогаш нема да се среди ситуацијата, дури не почнат законите да делуваат. Како да делуваат законите? Какви казни се потребни, по кој терк да се движиме? Рековте, ги имаме на хартија, но не се спроведуваат. Немаме ни доволно инспектори. Нема доволно, точно. Треба да има инспектори кои што ќе делуваат на терен. Прво, кај домашните миленици треба да се сите чипирани. Затоа што ако се чипирани, утре кога ќе го најдеме куќето на улица, ќе знаеме кој е собственик на куќето и ќе се напишат казни, ќе си функционираат. Кога еднаш ќе го казнат, нема тоа повторно да го направи. Или исто така, значи, задолжително чипирање на милениците, единствено, значи, ќе можат да прават легла тие што се регистрирани од гледувачници. А тие што имаат домашни куќина нема да можат да прават легла, затоа што тие легла завршуваат на улица. Значи да има задолжителна стерилизација, кастрација за домашните миленици. А тие што се регистрирани ќе си плаќаат даноци и нормално за нивните куќина секој ќе знае каде ќе завршат. Така. Овде со нас е и Сузан Сулейман. Сузан, изминативе години имате дури импровизиран стационар во лично вашата куќа, во која што се обидувате и да ги згрижувате и да ги испратите да им најдете дом на куќината. Да. Често наоѓате и повредени. Најбитно е од мали нозе прво децата да растат со емпатија према животните. Тоа е од родителите, во училиштата, во градинките. Ево ние како волонтери, да речам, се пријавуваме кој сака да одиме по школиве, по градинкиве, да им носиме и куќиња пример да земаат, а не да растат со... Има родители ќе поминат покрај езеро, ќе видат улично куќе, ќе го учат детево како да го клоца, да го брка со марш, тоа не е окей. Така. Значи од мали нозе тоа треба. Да се сади таа љубов кон животните. Пример јас од мали нозе од кого научив ова љубов? Од моите родители. Така треба да се всадува таа љубов. Колку често, Сузан, се соочувате и со пронајдени повредени животни и делувате и тука? Многу често, посебно легла од домашни миленици, што миленици да ги кажам, ако се миленици за нив, ќе им се породи кучката, па цело легло или како новородени со папешна врца ги фрлаат, или ќе подпораснати во кутии покрај контейнери, или ги дислоцираат, пример галичица, цело легло. Што немаат можност да преживеат? Не, немаат можност ако не ги земиме, а ние не сме семокни за ова работа. За жал, да, не сте колку семокни. И да трчаме, стварно 5 години со ова се занимаваме, да речем, да спасиме. Ништо не може, ништо не постигнавме. Маја, би сакала уште едно прашање да ве прашам. Каква е поддршката и соработката со локалната власт?
ние сме и треба да имаме стационар по закон, секоја општина треба да има. Повеќе општини во Македонија има стационари, но за жал во Охрид нема. Тоа, значи, години се зборува, за тој стационар не постои. Ние, можам да речам, имаме соработка, затоа што ни излегуваат во пресред кога имаат активен тендер за заловување на кучињата. Но сега веќе еден период од 6 месеци тоа не се прави и е оставено на нас. А ние навистина сме неколку активисти што нашето слободно време, ниту финансиски, ама и времето, нашето слободно време не го користиме за приватни потреби, го користиме за кучињата затоа што имаме емпатија и веќе сме навлезени во таа работа. Да, колку што можеме и ќе продолжиме да помагаме, но можам да речам дека сме разочарани. После 5 години активизам, ситуацијата на улица е полоша. Ви благодарам многу, се надевам дека во некоја наша следно вклучување ќе зборуваме и ќе имаме подобри вести, а се надевам дека ќе расте и свеста за грижа за животните. Колеги, да, се надеваме и ние, Сонја, токму затоа ја отвараме и оваа тема во денешното издание на Македонија наутро.